Релативно успешно се реализира продажбата на државно градежно земјиште во Кочани, со оглед на интересот за купување парцели за индивидуално домување, но и за стопански дејности. Од отуѓувањето на земјиштето во првите 6 месеци од оваа година, општината очекува приходи во вкупен износ од над 3 милиони и 180 илјади денари, односно близу 52.000 евра, што е во рамки на просекот. На последната објава на почетокот на април годинава, на која беа понудени 14 градежни парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално домување и една парцела за изградба на објект за лесна и незагадувачка индустрија, биле продадени 7 плаца за куќи, како и парцелата за комерцијална дејност. Тоа покажува дека има солиден интерес кај инвеститорите за купување градежно земјиште. Приходот од продажбата на 7 парцели за домување, чија почетна цена беше 1 евро за метар квадратен, изнесува 766.590 денари. Градежниот плац, наменет за објект за лесна и незагадувачка индустрија, се продаде по 1620 денари за метар квадратен, а очекуваниот приход е над 2 милиони и 400.000 денари. Сепак, постапката за отуѓување за оваа парцела се уште е во тек и приходите не се наплатени. Освен со јавното наддавање, отуѓување на градежно земјиште е реализирано и со непосредна спогодба. При тоа биле поднесени 8 барања, од кои 3 за отуѓување земјиште на кое е имало објекти или пак делови од објекти за кои е донесено решение за утврдување статус на бесправен објект, врз основа на што се запишани во јавната книга на недвижности. 3 од барањата пак се за оформување градежна парцела предвидена со урбанистички план или планска документација за која лицето има повеќе од 30% од сопственоста. Вкупните приходи на општината од отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба изнесуваат над 552.000 денари. Исто така, општина Кочани наплатила и приходи по основ на договорна казна за неисполнување на обврските на договорите за отуѓување на градежно земјиште, при што се наплатени 532.760 денари. Почнаа градежните активности во двата блока на трговскиот центар. Се заменуваат старите дотрајани оштетени мермерни плочки на надворешните скали, партерот и одводните канали. Вредноста на проектот е околу 270.000 денари. Изведувач на работите е фирмата Исток Мермер од Долни Подлог. Ова е прв ваков обид да се санираат старите плочки по подолг временски период. До сега во трговскиот центар имало повеќе случаи граѓани да се повредат поради скршените плочки, а во зимскиот период со падот на снегот исто така се здобиваа со скрашеници. Ова е само деловна реконструкција на плочникот, зашто повеќе пати имаше советнички прашања на седниците на советот со барање да се поправи оштетениот плочник. Мурал со фолклорни мотиви на жетварки, орис и делови од грбот на Кочани е насликан на еден од подпорните ѕидови на улицата Димитар Влахов на влезот во градот. Се работи за ликовно видување на академскиот уметник Дејвид Стоилковски од Куманово, со кое тој се представува пред јавноста на поинаков начин од вообичаените изложби. Ѕидот што претходно се користеше за лепење политички плакати пред секои избори, а што потоа го наградуваше просторот со остатоци на пропагандниот материјал, сега има поинаков и облагороден изглед. Авторот на муралот истакнува дека негова пределба се фолклорните мотиви, иако е потребно време и труд идејата да се пренесе на ѕидната површина. Мотивот беше да се застапат сите оние битни елементи, некои ствари по што се препознава Кочани во цела Македонија и како што можете да видите на ѕидот се направени жетварки. Исто така оризот е представен од поблизо кадар. Пробав нешто да уклопам да не биде се реалистично на муралот, па си реков ајде и грбот да го ставам како составен дел од композицијата и се пронаѓа нели во композицијата на некои одредени делови. Тешко е, доста захтевно и идејата е доста треба да имаш да ја разработиш идејата, па потоа тоа да го пренесеш на ѕид, па тоа е како една сложувалка, јас би го нарекол, така да има се како оди од почеток до крај. Стоилковски најави дека се подготвува сличен мурал да наслика и на подпорниот ѕид на крстосницата од улиците Димитар Влахов и 4-та македонска бригада, што се наоѓа во близина на веќе изработениот мурал. Мотивот ќе е исто, ќе се задржам за
тие позначајните елементи од Кочани, па нешто ќе е поврзано околу фолклорот, околу оризот, околу македонските некои ствари. Ќе биде тука покрај овој зид што го правев првиот, значи на некои 100 метра од првиот зид ќе биде и тој мурал, така да еден со друг да соодветства и да има некоја целина. Изработката на муралите на зидовите во Кочани е со подршка од локалната самоуправа. Предходно Стилковски работел на слично уметничко дело и над зидот од булеварот Тодосија Пауновка и популарните атомски згради. Освен тоа, негови мурали веќе можат да се видат и во Струмица, Прилеп, Скопје, Куманово, Штип, Виница, Крива Паланка и други градови во државата. Љубителите на класичната музика во Кочани во средата вечерта уживаа во изведбата на гудачкото трио Мјузика Вива на концертниот настав во Центарот за култура Бели Мугри. Триото кој го сочинуваат Марија Илиева и Ангелина Павлова на виолина и Стојан Наумовски на виолончело пред кочанската публика се представија со познати музички бисери во класична музика. Ќе се представиме со програма од Вивалди, Моцарт. Имаме премиерна изведба на две дела од наш колега и наш сограѓанин Јосиф Христов. Нашето трио е две виолини и виолончело и е музика Вива. Следната наша активност ќе биде отварањето на новото кино во Штип. Исто така ќе биде поддржано од општината на Штип и имаме и таму програма за тоа отварање. Членовите на триото професионално се занимаваат со музика, учествувале на многу концерти во земјава, но и надвор од неа, а пред неколку години исто така имаа настав во Кочани. Концертот на Мјузика Вива во Бели Мугри е дел од овогодинешната програма на институцијата и целосно е поддржан од Министерството за култура. Успешно заврши експедицијата Алпи 2023 на групата македонски планинари, што ја организираше планинарското здружение Х2 од Скопје, а меѓу кои беа и двајца членови на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани. Во текот на изминатата недела беше реализирано искачување на дел од највисоките врвови на Алпите во Италија, Швајцарија и Словенија. Дел од експедицијата беа членовите на Кочанскиот планинарски клуб Тошо Антов и Зоран Николов. Најпрвин планинарите се искачија на највисокиот врв во Италија, Гран Парадизо, на 4061 метар. Потоа експедицијата проложи со маршрута до врвот Зумштајншпиц во Швајцарија на 4563 метри. На крајот, планинарите се искачија и на врвот Мангарт во Словенија на 2679 метри. Иако понизок од останатите два, сепак искачувањето на овој врв било и најтешко, при што се пешачело по така наречената ферата од италијанска и словеничка страна со височина од околу 800 метри. Експедицијата воопшто е една од потешките на која учествувале планинари од планинарскиот спортски клуб Осогово. При тоа се пешачело преку неколку опасни глечери, а се искачувале врвови по ферати за што е неопходна доста добра подготовка. Од Кочанскиот планинарски клуб упатуваат благодарност до организаторот на експедицијата, како и до членовите на Осогово, со што уште еднаш се потврдува дека Кочани го има еден од најдобрите клубови во државата. Со одигрувањето на последните надпревари по групи на Петровденскиот турнир во мал фудбал познати се екипите кои ќе продолжат во четвртфиналето. Надпреварот од групата Д меѓу Ефремови и Европетрол не се одигра откако кочанската екипа не се појави на теренот, поради што фудбалерите од Штип го добија со службен резултат од 3:0, со што обезбедија пласман понатаму. Екипата на Ginger Bar беше подобра од Golden Boys и со резултат 6:3 се најде на втората позиција во групата С, па продолжува во четвртфиналето. Во групата Д фудбалерите на Аледар беа подобри од Филитеа и со 4:2 го обезбедија второто место во групата, што им овозможува понатамошен настап. Четвртфиналните надпревари ќе се играат в петок и сабота, а силите први ќе ги одмерат Амфенол и Аледар, кои играат в петок од 19 часот. Еден час подоцна ќе се сретнат Ауто Велт и Ginger Bar. В сабота од 19 часот е четвртфиналниот надпревар меѓу Ефремови и Фичо Барбер Шери Казино, а во 20 часот ќе играат Рели и Осоговска куќа.